Учество на министерот Муцунски во Делфи. Македонија, Албанија и Турција на грчката листа на безбедни земји. Франција планира да ја признае палестинската држава. Забрана за мобилните телефони во Англија. Поздравите како проценка на патниците. Најомилена автомобилска марка во Франција. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, учествува на 10-тото издание на Делфи економски форум во Грција. Тој ќе се обрати на пленарна сесија на тема дали ЕУ, САД алијансата е надвор од поправка. Форумот во Делфи ги обединува политичките, економските, бизнис, академски и други лидери на мислење, со цел заеднички да се адресираат новите предизвици и да се промовираат одржливи политики за раст во Европа и пошироко. Преку заедничка министерска одлука на грчките министри за миграција и азил и за надворешни работи, Македонија и Албанија, Грција ги карактеризира како безбедни земји за баратели на меѓународна заштита кои преку границите од овие држави нелегално влегле на грчка територија, а истото важи и за Турција, но за мигранти кои се од Сирија, Авганистан, Пакистан, Бангладеш и Сомалија. Нашата земја веќе неколку години е вклучена на грчката листа со безбедни трети земји, а новата министерска одлука е издадена со промени и појаснувања што се однесуваат на Турција за одредени категории баратели на меѓународна заштита. Поконкретно, одлуката јасно го предвидува карактеризирањето на Турција како безбедна трета земја за барателите на меѓународна заштита кои по потекло се од Сирија, Авганистан, Пакистан, Бангладеш и Сомалија. Паралелно, одлуката ќе овозможи итно отфрлање на барањата за азил на сите одгоре наведените лица кои нелегално влегле во Грција од Турција и нивно враќање. Враќањето на оние кои нелегално престојуваат во земјава е клучен приоритет, соопштија од Министерството за миграција и азил на Грција. Франција планира да ја признае палестинската држава во наредните месеци, изјави денес председателот на Франција, Емануел Макрон. Тој нагласи дека тоа би можело да се случи веќе на конференцијата на Обединетите нации посветена на решавање на конфликтот помеѓу Израел и палестинците која ќе се одржи во јуни оваа година во Њујорк. Мораме да тргнеме кон признавање и тоа ќе го направиме во наредните месеци. На конференцијата на Обединетите нации можеме да го финализираме взаемното признавање со повеќе други држави. Ке го направиме тоа, изјави Макрон во интервју за ТВ Франц 5, пренесува дневниот лист Монт. Франција долго време го поддржува решението за две држави за израелско-палестинскиот конфликт, дури и по нападот на палестинската група Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година. Истражувањето спроведено од детската комесарка за Англија, Рейчел де Соуса, покажува дека речиси сите училишта во Англија ја забраниле употребата на мобилни телефони од страна на учениците. Истражувањето опфати повеќе од 15.000 училишта и покажа дека 99,8% од основните и 90% од средните училишта вовеле некаква забрана. Председателот на Националниот сојуз на образование повика на законска забрана за телефони во училиштата, истакнувајќи го штетното влијание врз младите. Министерката за образование, Бриджит Филипсон, изјави дека мобилните телефони апсолутно немаат место во училниците поради потенцијални одвлекувања. Истражувањето исто така покажува дека 23% од децата на возраст од 8 до 15 години поминуваат повеќе од 4 часа дневно на мобилни телефони, таблети или компјутери, додека 20% трошат помеѓу 3 и 4 часа. Де Соуса нагласува дека децата не го прават тоа додека се на училиште и дека е потребна построга регулација на социјалните мрежи за да се ограничат штетните содржини. Вистина е дека екипажот на авионот не ги поздравува патниците само од учтивост. Наречи си секој аеродром во светот, кога ќе се качите во авионот, насмеаните стюардеси и стюарди ве пречекуваат срдечно, но зад тој поздрав се кријат повеќе од добри манири. Вистина е дека овој прв контакт служи и за проценка на типот на патникот. Посадата внимава дали некој изгледа премногу пијан или болен пред полетување, со цел навремено да се избегнат евентуални проблеми за време на летот. Од првиот момент тие снимаат се, од изглед, телесна состојба, движења, па се до однесување. Вистина е дека обучените членови на екипажот знаат да препознаат кои патници би можеле да помогнат во случај на итност. Лица кои се движат сигурно, патуваат сами, зборуваат англиски или друг јазик, се потенцијални сојузници во непредвидени ситуации. Вистина е дека познавачите на овие проценки истакнуваат дека членови на екипажот исто така можат да разликуваат кои патници би можеле да создадат проблеми.
Ако некој патник покажува нервоза или агресивност, тоа веднаш се забележува и екипажот се подготвува за потенцијална интервенција. Затоа, поздравот може да биде и вид на проценка за тоа какви предизвици ќе се соочуваат на летот. Вистина е дека екипажот, со својот првичен увид, може да ги распределува патниците според нивните способности или потреби. Ако некој има потреба од помош, тие веднаш можат да пружат соодветна поддршка, додека пак, ако некој изгледа како да би можел да учествува во помагање при евакуација, тоа ќе биде земено во предвид. За нив, безбедноста и организираната реакција во екстремни ситуации се приоритет. Вистина е дека оваа тактика на поздравување и проценка на патниците е дел од професионалната подготовка на авионската екипа. Тие не само што се обучени за секојдневни задачи, туку и за итни случаи, и благодарение на овие први проценки, можат да преземат соодветни мерки за да обезбедат безбедност за сите патници. Според најновото истражување на компанијата за пазарни проучувања YouGov, француските граѓани го оценуваат Peugeot како најомилена автомобилска марка во земјата. Во ова истражување, учесниците ги оценувале автомобилските марки врз основа на различни фактори, вклучувајќи впечаток, квалитет, вредност, репутација и задоволство. Peugeot го зазема првото место, додека германските марки како Mercedes, Audi, Volkswagen и BMW ги следат следните позиции. Ова не е прв пат Peugeot да биде признат за фаворит меѓу французите. Според истражувањето на IFOP, Peugeot исто така се наоѓа на врвот на листата на најпочитувани автомобилски марки во Франција. Ова потврдува дека брендот има силна репутација и доверба меѓу локалното население. Дополнително, продажбата на моделот Peugeot 208 ја потврдува неговата популарност. Во 2021 година, Peugeot 208 беше најпродаваниот автомобил во Франција со 88.057 регистрирани возила, што представува намалување од 8,1% во однос на претходната година. Овој модел продолжува да биде фаворит меѓу француските возачи. Иако Peugeot е најомилена марка, продажните податоци покажуваат дека Renault води во вкупната продажба на автомобили во Франција. Во 2020 година, Renault продаде 314.647 возила, додека Peugeot беше на второто место со 301.935 продадени автомобили. Ова укажува на силната конкурентност на француските автомобилски марки на домашниот пазар. Учество на министерот Муцунски во Делфи. Македонија, Албанија и Турција на грчката листа на безбедни земји. Франција планира да ја признае палестинската држава. Забрана за мобилните телефони во Англија. Поздравите како проценка на патниците. Најомилена автомобилска марка во Франција.